Денес утрото го започнуваме со Виктор Георгиевски. Имено Георгиевски се занимава со активно возење на велосипед од 2012 година. Веќе оваа љубов кон велосипедизмот ја отвара шансата и да отвори свој собствен дуќан, каде што се занимава со сервис и продажба на велосипеди. Да му посакаме добро утро. Добро утро, фала што ме поканивте, баш ме е мило. Како ви поминува едно вообичаено утро, дали најпрво со кафе, утренско кафе со поедок или можеби рекреативно возите велосипед во ранете утренски часови? Рано будник сум, да, се станува во 6:30, се прави кафе, се цеди сок за мене и супругата и се прави доручек, тоа е смути или јајца претежно. После тоа се спремам за вежбање, некои 40 на минути сум таму, ако не сум таму сум на точка. Исто 40 минути, се враќам дома, туш и се спремам за на работа. Колку време активно возите велосипед? Активно од 2012 секој ден, скоро секој ден. Да, почнувајќи со BMX велосипеди, 5 години без престан, после тоа се префрлам на планински велосипед. Многумина вела дека имаме бројни придобивки од возењето на велосипед. Колку лично вие ги имате почувствувано тие придобивки и кои се истите? Колку се чувствувате подобро откако активно возите велосипед? Па се зајакнуваат мускулите, стресот го намалува сигурно. Јас сум многу среќен кога сум на точак, се осеќам едно со точакот. Поекономично е, значи не се троши пари, време, не се бара паркинг, не се губи многу време за да се стигне од една дестинација до друга. Не се бара паркинг, не се наплаќа паркинг и не се загадува во меѓувреме. Дали е подобро да се вози велосипед рано наутро или попладне навечер? Тоа зависи од човекот. Значи од човек. Да, јас сакам на пример од сабајле. Бидејќи ми напоменавте дека првен оди појадокот, па кафето. Да, јас сакам од сабајле. И вежбање и велосипед возење од сабајле. После работа не. Доаѓаат ли често скопјани за поправка на нивните велосипеди и со какви проблеми најчесто се соочуваат со нивниот велосипед? Дупнати гуми, скинат ланец, тоа е најчесто. И кошници, потрошени кошници. Али најчесто е гуми. Како ви изгледа еден работен ден? Работите рано наутро или? Од 9, 15 за 9 сум тука. 15 минути значи да пуштам прво смукалка, джогер, да се среди све како што треба, се монтира кецелата и се почнува со работа, се чекаат муштери. Кој е најтежок дел во однос на поправка на еден велосипед? Па нема нешто тешко, комплицирано. Ја више имам искуство 12 години, така нешто тешко нема. Или нешто кое што многу одзема време? Одзема време комплетен сервис. Тоа одзема саат и пол до 2, зависи што треба да се менја. Значи да се отвори цел велосипед, задна осовина, средна осовина, предна осовина, кај гарнитурата, да се проверат сајли, кошници, значи све да се извади, да се исчисти, да се намачка и пак да се врати у нормала, тоа зима највише време. Иначе основен сервис, мал сервис не одзема многу време, некои 15 до 20 минути зависи од тоа што е проблемот. Напоминавте дека најмногу велосипедистите овде доаѓаат за гумите. Да. Дали се жалат на тоа дека гумите ги уништуваат од тоа што нема, како да кажам, соодветни места каде да се вози велосипед? Има велосипед? патеки, ама не се чисти. Значи најчесто луѓе што доаѓаат сега се од кеј, со дупнати гуми. Минатите 2 саботи по едно тркало по 20 трња. Значи не се чисти ништо. Значи Ваше искуство тоа или само? Не, од нивно. Ја ги прашувам каде возат. Зашто ја на водно идам многу често, на водно не сум дупнал гума. Многу ретко, ептен, може да ја скинам по патиштата. А тука значи не се чисти ништо и заради тоа, значи луѓе доаѓаат со штрафови, со шајки внатре во гумата. Така да не се чистат улиците, патеки има, обележено све, ама не е чисто. Тоа е проблемот. Можеме некако да ги заштитиме велосипедите веќе кога не се чистат улиците или едноставно мора да се дојде на поправка? Мора, нема, не постои, да, не постои нешто така. За тротинетите има полни гуми, за точаци е многу ретко. Во однос на самите велосипеди, во однос на нивното чување, одржување, што препорачувате на оние кои што не? Вак, за да трае велосипедот подолго, се препорачува еднаш годишно да се носи на комплетен сервис. Тој што одзема највише време. Значи цел точак да се отвори, да се извади све од него, да се премачка и да се врати назад за да трае све. За да трае точакот подолго. Иначе тоа се препорачува еднаш годишно, а нормално сега ако има проблем со гума, брзини, тогаш нормално ќе си дојде. Ама за да трае велосипедот мора еднаш годишно да се сервисира, комплетен сервис да се направи. Има ли нешто за кое што доаѓаат овде,
е некој мал проблем за кој што и не мора да доаѓаат? Дали има некоја таква ситуација? Па нема некоја таква ситуација. Обично се доаѓаат со проблем. За жал. А најчесто гумни, да. Ама вие им помагате, за тоа сте тука сте Да, одма, кај мене нема чекање, значи се работи велосипедот одма. Поготово ако е гума, тоа одзима 3 до 4 минути, не ги оставам луѓе, значи сакам да им помогнам, одма да им завршам работа, си одат и тоа е тоа, нема зимање број, дојди утре, него се работи одма и точак да има настала, како е само гума, го оставам, им ја менјам и си продолжуваат. Веднаш чим ми рековте дека нема тежок дел во онаа поправка. Нема тежок, да. Тоа значи дека си ја сакате работа. Ако има тежок, не постои ствари тежок. Ако нешто не чини, се става нов дел. Ако не може да се спаси. Тогаш се остава, например, на комплетен сервис, ако го остават, ако треба нешто им се јавувам, ова не може да се направи, ќе кошта толку и толку да се стави нов дел, дали може? Може и тоа е тоа. Дали уживавте овие неколку минути заедно со Многу, екипата на да, Термо? да. Било ми е што е така. Ви благодарам многу што не пречекавте овде и што имавме можност да пиеме една утринска Ви кафе. благодарам за поканата, секој што добро дојден.